Во последните 24 часа во Франција се потврдени 21.634 нови случаи на коронавирусот, а 292 лица починаа, објави Министерството за здравство на таа земја. Вкупниот број на заразени од почетокот на пандемијата се искачи на 2.527.509 лица, а досега се регистрирани 62.268 смртни случаи. Франција во моментов е на 7-то место во светот според бројот на смртни случаи од COVID-19. Пандемијата однесе повеќе од 1,7 милиони животи, а голем број нови жаришта потсетуваат дека и покрај вакцинацијата животот нема да се врати во нормала толку брзо. Поголемиот дел од Европа се соочува со друга помоќна епидемија на новиот слој на вирусот. За многумина изолацијата која ја одбележа речиси целата година ќе биде продолжена до Божик и периодот после тој празник. Во Белгија на повеќето жители им е дозволено да примат само еден гостин. Британците се одсечени од остатокот од светот поради новиот сој на вирусот што се појави на островот. Некои ограничувања на британските граници се привремено облажени за празниците, но илјадници европејци се уште се заглавени во Англија. Повеќе од 1 милион луѓе се вакцинирани досега во САД, но одговорот на државата на коронавирусот останува хаотичен. Германија мораше да ги откаже своите познати божикни панаѓури, а папата Франциско ќе го одржи својот традиционален полноќен говор 2 часа порано за да го испочитува италијанскиот полициски час. Новогодишната ноќ ќе се одржи во истиот дух како Божик. Целосно затворање по божичниот период им се заканува на Шкотска, Северна Ирска и Австрија, а некои земји како Португалија воведоа полициски час за прославата на новата година. Новиот вид на коронавирус пристигна и во Германија, кој што брзо се шири во Велика Британија, соопштија властите во германската покрајина Баден-Витенберг. Лицето кое е заразено пристигнало во Франкфурт од Британија на 20 декември во посета на своите роднини и било позитивно на тестот веднаш по доаѓањето, соопшти на Твитер Министерството за здравство на оваа покрајина. Тој е во домашна изолација, а 3 лица кои биле во близок контакт со таа личност исто така се во карантин.